Одбраната и самозаштитата на земјата е не само уставно право и должност на секој наш работник и граѓанин, туку и негова највисока чест и патриотска должност. Ова, меѓу другото, е запишано во платформата за подготовките на ставовите и одлуките на 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија. Јавната расправа по нацртите на уставите, одделот Народна одбрана го оцени како многу добро обработен. Забелешките, мислењата и предлозите за прецизно обработување на некои прашања треба да најдат место и во законите и самоуправните спогодби. Она што ќе следи. Едно од прашањата беше финансирањето на одбраната. Во многу работни организации се формираат работнички единици на територијалната одбрана и единици на цивилната заштита, чија опрема и оружје го набавува основната организација на Сдружениот труд. Меѓутоа, некои организации, како што се банките, трговијата, осигурителните заводи и други, со многу поголеми акумулации, не формираат единици на територијална одбрана и на цивилна заштита, ниту имаат други поголеми материјални обврски за одбраната и заштитата, а одвојуваат минимални, често и символични средства за таа намена. Како да се постави принципот на солидарност за финансирање на одбраната и заштитата е прашање што му го поставивме на републичкиот секретар за надзор на одбрана, генерал-мајорот Методија Стефановски. Но најпрвен друга Стефановски, каква е состојбата? Одма да напоменам, дека досегашните активности на планот на подготовките не беа условени со проблемот на финансирање без оглед на одделни потешкоти кои се јавуваа во организации на Сдружен труд и општини. Имено благодарејќи на разбирањето, спремноста, напорите кои ги чинеа работните луѓе, самоуправните органи, подготовките се одвија во главно во рамките на плановите и во изминатиот период се постигнати мощни позитивни резултати. Особено се видливи резултатите во подготовките на вооружениот дел, на единиците на територијалната одбрана, единиците на цивилната заштита и на другите одбранбени структури. Општенародната одбрана навистина, како и на други места, стана својна и во наша општина на сите работни луѓе и граѓаните. Имајќи во предвид дека наша општина е на истурено место, на многу значајно стратешко место во одбраната, ние моравме да поклониме многу озбилно внимание како на организацијата и јакнењето на територијалната одбрана, исто така и на цивилната заштита. Не само што се поставени сите единици и во територијалната одбрана, во вооружениот дел и во цивилната заштита, туку досега се не само направени озбилни напори, ами и постигнати многу солидни резултати во јакнењето и на едната и на другата. Ние практично тоа и го проверивме, преку посебни вежби што беа организирани, било тоа самостални, или пак во содејство со оперативната армија при вежбите што таа ги изведуваше. На сите тие вежби постигнати беа одлични резултати. Во досегашните активности се јавија и одделни проблеми, особено во однос на финансирањето, на кои со право се укажува и во дискусиите во врска со нацрт уставите. Имено, да се уште не е обезбедено солидарно учество на сите работни луѓе, на сите граѓани и организации на Сдружен труд во финансирањето на вкупните активности на планот на одбраната, со оглед на тоа да одбраната представува заеднички интерес на нашето општество, на секој граѓанин и работен човек. Заради тоа и Републиката, и општините и во изминатиот период чинеа напор. Да напоменам, да во изминатиот период за овој проблем расправаше посебно извршниот совет на седмицата своја и собранието и донесоа соодветни заклучоци кои упатуваат за натамошно поорганизирано вклучување на сите структури во финансирањето и за подоследна примена на принципот на солидарност. Праксата покажа дека е нужно и натаму да се чинат напори, затоа што не се до крај обезбеди учество на сите структури во нашето општество. Решенијата кои ги нуди нацрт уставот, републичкиот и сојузниот устав, внесуваат и некои нови елементи. Особено заслужува внимание укажувањето
на самоуправната спогодба и во областа на одбраната, што секако ќе допринеси за подоследна примена на принципот на солидарноста. Фабриката за заварени цевки профили 11 октомври во Куманово, уште во самиот почеток се вклопи во спроведувањето на задачите што произлегуваат од концепцијата на општинарна одбрана. Освен оние наши работници што се вклопени во регуларните единици на нашата армија, ние од останалите, според потребите на фабриката и плановите на градот, формиравме потребен број на единици на цивилна заштита и единици на територијална одбрана. Тие единици, освен задачите што им се во фабриката, според нивната намена, имаат задача да се вклопат во одбраната, заштитата на градот и на поширокото подрачје. Кај нас е овде кој тутунов комбинат организирана од цивилна заштита и народна одбрана с мушку страну и женску страну. Она се состои од вакој добар састој. И сада у последно време вежбе што изводимо. Ова последна вежба е била многу добра, успешна. Нашата основна организација има противпожарно доброволно друштво. Тоа се состои од 40 доброволни единици. Нашето противпожарно друштво сега преди неколку време изготви неколку вежби. Тие вежби се покажа многу значителни. У случај на пожар, нашата основа противпожарна организација, што е составена од доброволни пожарникари, спремна е за секој момент да изгасне пожарот. Овие резултати се постигнати со залагањето на Советот за народна одбрана, Штабот за народна одбрана, Оделението за народна одбрана и самоуправните органи во работните организации, а посебно со соработката со армијата, бидејќи во Битола постои многу солиден гарнизон, кој што ни ги стави на располагање сите негови кабинети, полигони и стручни лица, кои што даваат помош, било тоа да се работи во цивилната заштита или во територијалната одбрана. Се уште имаме голем број организации и органи кои не учествуваат соодветно, не дават соодветен допринос во финансирањето на потребите на одбраната и што е уште пократистично, да недостасува поголемото учество на оние организации кои се акумулативни. Това посебно се однесуваат на банките, одделни услужни организации, заводите за осигурување и други некои институции кои се и акумулативни и кои немат посебни големи обврски, не само во однос на образување на посебни единици за територијална одбрана и цивилна заштита, туку и во однос на собствените подготовки, за разлика од произволните организации, кои всушност во најголем број случаи го носат и товарот на вкупните подготовки и на оспособувањето на одбраните структури. Заради тоа што и нивните опраски се неспоредливо поголеми. Тие меѓу другото образуваат бројни единици на територијална одбрана, единици на цивилната заштита и спроведуваат собствени подготовки за нивно продолжување, успешно функционирање во евентуални воени услови, што значи образките се нивни далеко поголеми. Иако нашата фабрика во последно време се вршат големи реконструкции и градби, самоуправните органи никој пат не се имале проблем во решавање за одобрување средства за единици на цивилна заштита и територијална одбрана за фабриката. Нашата фабрика многу лесно ги решава тие проблеми, многу брзо се одлучуваме за такви средства. Имаме одложено 12 милиона средства за цивилна заштита и за народна одбрана. Ја мислам да треба банките исто така и трговијата да определа средства за финансирање на тие фондови. С опрему смо опремени добро. Значи, тутунов комбинат не снабдева с опрему и наоружање, jer пошто фабрика се модернизира, кога Совет раднички ќе заседава, он одвојава средства и за народну одбрану, за цивилну заштиту, за опрему и оружје. Според плановите на поширокото подрачје, во согласност со заедничките потреби на нашата единица, па и единиците на цивилна заштита, комплетно ги опремуваме од нашите средства. Можем да кажем дека конкретно за територијалниот дел дека сме комплетно опремени со технички потребни
потреби, оружје и слично. Но кога станува збор за опремувањето, мислам дека треба во рамките на секој град некако заеднички да ги водиме, да ги двоиме средства и заеднички да се комплетира. Мора да се истакне еден проблемот на финансирањето. До сега се направени големи напори и одвоени значителни материјални средства, било тоа од Општинското собрание или од работните организации. За ова морам да речем дека имало полно разбирање. Меѓутоа, некои работни организации се далеку повеќе оптеретени од други, кои што се или малку оптеретени или воопшто не се оптеретени, како на пример разни трговски организации, банки, осигурителни друштва и други, бидејќи тамо и во самата организација е таква да тие не одвојуваат големи средства. Мислам дека финансирањето треба да се постави на една солидарна основа, а за тоа секако ќе треба да се направи и општествен договор, бидејќи финансирањето на општенародната одбрана во општината мора да биде од интерес за сите. Во таков случај ќе се обезбеди и солидарност во одвојувањето на средствата, а исто така натаму уште подобро и порационално користење на самите средства. Во таков случај мислам дека ќе бидеме уште поефикасни натаму. Не станува прашање за спремноста за учеството во финансирањето на потребите на народната одбрана, туку повеќе во прашање се постојните инструменти, да се уште тие не се во тој обем разработени, да овозможат подоследна примена на принципот на солидарност, што значи да секоја организација на Дружен труд учествува во финансирањето врз основа на остварената доходност, а тоа значи да оние организации кои имаат и поголема доходност, да тие организации и повеќе издвајат средства за потребите на одбраната, за потребите на општеството. Потребата за изнаоѓање на потрајни решенија и почврсти извори за финансирањето на активностите од областа на општенародната одбрана произлегуваат и од тоа што се и програмите за развојните програми за подготовки условени со одредени финансиски активности. Имено, во праксата подготовките се спроведуваат врз посебни развојни програми, кои ги одобрува, односно усвојува Републичкото собрание и општинските собранија и нивните тела, советите за народна одбрана. И воглавно активности се одвијат врз овие развојни програми. А развојните програми се изработуваат врз посебни проценки за потребите и можностите на Републиката, односно за потребите за што поголема мобилност, борбена оспособеност на одбраните структури за извршувањето на поставените задачи. Према тоа, секоја недоследност во остварувањето на предвидените развојни програми може да има во евентуални воени услови тешки последици и во одредени ситуации и катастрофални последици. Заради тоа е нужно да се и натаму чинат напори за изнадување што поефикасни решенија кои ќе обезбедат континуирано спроведувањето на подготовките и реализација на развојните програми, кои ќе обезбедат позабрзан процес на подготовките и кои ќе обезбедат доследна примена на принципот на солидарноста, за кој веќе овдека стана збор, со учество на сите работни луѓе и граѓани, на сите организации на Дружен труд и на сите општествено-политички заедници. Заради тоа сметам дека во изнедувањето на овие решенија треба да се ангажираат сите општествени фактори, како во Републиката, така и во општините и во организациите на Дружен труд. Секако, на овој план, самоуправните органи ќе имаат многу значајна улога и воглавно тие се кои треба да и повеќе направат напори